За објавување на радосната вест за воскресението Христово, традиционално илјадници верници нокеске ќе се соберат пред православните храмови. Но дали сите знаат што со себе вечер треба да понесат и како да се однесуваат? Доваѓаат пред 12 часот, носејки со себе свеќи, јајца, и се прави литија околу храмот, 3 пати опход околу храмот со благодатниот оган. Нашите верници палат од свештенослужителите од владиката, кој го носи благодатниот оган со себе, палат своите свеќи. По 40-дневниот пост, првото омрсување треба да е со јајце, но верниците мора да внимаваат кога и како ќе го направат тоа. Јајцата се нели традиција во нашата православна црква, кога ќе се каже Христос воскресе, да се скршат јајцата. Но предупредуваме дека оние браќа и сестри кои сакаат да се причестат не треба да конзумираат јајца се до завршувањето на светата литургија. Од црква дома никој не треба да си замине со празни раце. Благодатта и светлината Божија треба да се понесе со себе. А и пожелно, потребно е од тој благодатен оган што ќе го запалат донесат во своите домови. Да дојдат со подготвени, да имаат дома подготвени канделца, каде што ќе го запалат и да колку можат повеќе денови да го додржуваат тој благодатен оган во нивните домови, да им свети постојано в куќи, со тоа што бивајќи како благодатен оган кој слегува врз гробот Христов и од таа благодат донесеме во нашите домови. Благодатниот оган годинава за прв пат македонската делегација го презема директно од Ерусалим, како резултат на воведувањето во канонско единство и признавање на нашата света православна црква.